колеги од ВМРО ДПМН. Со вашиот денешен прес покажавте и докажавте дека навистина инвентивноста ви е на доста незавидно ниско ниво. По се изгледа дека партиската матрица ви ги врти истите лаги и манипулации, па заборавате дека 12 години битола ве трпеше. Бидејќи вашата колективна меморија е слаба и краткотрајна, ајде повторно да ви освежиме меморијата. Сепак, ќе мора да се вратиме малку наназад. Синот на вашиот пратеник Илиоски се вработи во СВР Битола без конкурс. Неговиот брат го вработи во истото предпријатие, каде што тој беше директор. Син на вашата пратеничка Кузмановска се вработи во јавното предпријатие Водовод. А да, незиниот брат се вработи во јавно предпријатие Стрежево. Незиниот сопруг, иако краткотрајно до пензионирање, беше вработен во РЕК Битола. Керката на Талески стана технички секретар на Земјоделскиот факултет во време кога факултетот се уште не беше почнат со работа. А неговиот зет се вработи во МЕПСО, па со службената кола се користеше 24/7. Девизата е разбрал буквално од вашиот поранешен шеф. Тогашниот втор човек на општината, Маријан Геровски, својата сопруга ја постави за директор на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, Јовко Крстевски. По завршувањето на директорувањето со ова јавно предпријатие, го вработивте во РЕК Битола. Ама тоа беше малку, па иди неговиот син и неговата девојка. Сопругата на Благој Шаклевски дури беше извлечена на лотарија за вработување. Вработувањата за кои обвинувате се по сите законски прописи, услови и критериуми. Веруваме дека ќе проверите, ама дали ќе разберете што значи законско вработување, се сомневаме. Има уште многу да се зборува за вашите партиски злоупотреби и непотизми, но ајде тоа да го оставиме за некоја наредна прилика.